имавме можност да продискутираме за се она што во минатото е реализирано од страна на ВМРО ДПМНЕ како дел од програмските активности во делот на инвестицијата во земјоделието. Значи, инвестирани се преку 8 милиони евра во областа на земјоделието, во делот на исплата на субвенции, и инвестирани се значаен дел на средства преку 1.500.000 евра во делот на изградба на руралната инфраструктура во општина Карвинци. Понатаму обезбедени се средства за многу капитални објекти од аспект на инвестиции во водостопанската инфраструктура и сето она за кои што ние како представници во власта од ВМРО ДПМН сме го ветувале пред граѓаните на општина Карвинци и на сите населени места во општина Карвинци, и тоа се реализира. Она што е најбитно, а кое што го истакнуваме на сите средби со граѓаните и каде што директно во очи им гледаме на луѓето кои што се присутни на овие средби кои што ги имаме интензивно од минатиот месец, а сега во овој период уште поинтензивно на секојдневни средби во сите села во Република Македонија. Истакнуваме дека ние како ВМРО ДПМН имаме многу реална и обемна програма со точно дефинирани проекти кои исто така се однесуваат и за општина Карвинци. Не само за општина Карвинци, за Таринци, за село Карвинци, за Аргулица, за Козјак и за сите населени места, како што се Крупиште, Балван и така натаму, туку за сите населени места во Република Македонија. На нас ни треба апсолутно поддршката од граѓаните на Република Македонија во сите населени места, со најмалку 63 пратеници, за да можеме сето она кое што го планираме да можеме да го реализираме и дефинитивно во сите средби со граѓаните и со народот во Република Македонија. Дефинитивно ни е јасно дека на народот му е преку глава од кризата која што е предизвика Социјалдемократскиот сојуз и дека конечно граѓаните ќе можат на 11 декември да ја поразат политиката на Заев кој што ја предизвика оваа криза и кој што влезе во пазарење со македонските национални интереси, каде што предвиде двојазичност на целата територија на Република Македонија и целосно редефинирање на Устав на Македонија. Тоа е воопшто неприфатливо од сите, со сите што ги имаме дискусии со граѓаните, со сите граѓани, каде што ја водиме оваа дискусија, дефинитивно ова им е приоритетно. Тие знаат кој води подобра политика во економијата, граѓаните знаат кој се грижи за македонските национални интереси и која политичка гарнитура може да ги одведе во просперитет и може да ја донесе подобра состојба на граѓаните.